Ова е Оливија Пановски. Има 17 години. Живее во Шведска, но таа е вистинска македонска гордост. На Европското првенство во џиу-џицу кое се одржа на Крит во Грција, освои сребрен медал како член на шведската јуниорска репрезентација. Какво е чувството да се стои на победничкиот подиум на Европско првенство? Се чувствував задоволна. Конечно, све се дојде на свое место. Секој тренинг, секоја капка пот и трудот што го вложив. Што се работи за борбата против Агата, искрено најмногу осетив големо леснување дека мојот план, како да ја изведам борбата и стигнам до победа, функционираше. Во исто време, успеав брзо ментално да се фокусирам на следната борба. 2025 година беше тешка за нашата македонка поради повредата. Крајот на ланската година беше многу тежок период. Особено одлуката да паузирам и на вистина да го послушам телото и да не тренирам кога нешто боли. Сепак продолжив да тренирам колку што можев, секој ден во неделата. Најголема мотивација ми беше да заздрави повредата и да станам појака и подобра, за да дојдам до пласман на Европското првенство. Имав голема поддршка од фамилијата и другарите и тоа многу ми олесна. Во тој период немав некоја конкретна мисла. Се обидував да ја прифатам ситуацијата како што беше и да ја гледам паузата како можност за нов почеток. На оние кои се наоѓаат во слична ситуација, сакам да им кажам, борете се и потрудете се, дури кога е најтешко и ви изгледа дека стоите на исто место. Вреди на крај. Настапува за шведската репрезентација, но нејзините корени се македонски. Многу ме радува кога дознавам дека постојат луѓе и надвор од Шведска кои ми поддржуваат. Тоа ми носи гордост и ме мотивира уште повеќе. Се надевам дека успесите на млади спортисти од цел свет ќе ги мотивираат младинците, посебно младите девојки во Македонија, да се активираат и спортуваат, поготово во борбени вештини. Секогаш е убаво и се радувам кога на надпревари се среќавам со македонци и ги следам нивните успеси. Борбениот дух секогаш е присутен во мене. Најмногу што ми недостига од Македонија е моето семејство, но и храната. Таа навистина не може да се спореди со ништо друго. Џиу-џицу бара огромна дисциплина. Не е лесно да се балансират сите обврски. Пред надпревари, за мене важно е да имам јасен план за секој ден и да го следам тој план. Внимателно ги планирам и тренизите и учењето, за да можам навистина да го реализирам тоа што сум го испланирала. Понекогаш мора да се откажам од одредени активности, како например дружење со другарите. После надпреварот и кога не се припремам за поголеми надпревари, имам време да се видам со нив. Еден типичен ден пред надпревар изгледа вака. Тренирам во теретана пред да одам на училиште, потоа правам домашни задачи и одам на тренинг. И после тренингот вечерам и одмарам. Во периоди кога треба да ја намала мојата килажа, за да не ја премина мојата класа минус 48 кила, сетоа тоа станува уште потешко. Како што кажав, боречки вештини е физички спорт, преку кој се запознава цело тело и се гради сила што е корисна во секојдневниот живот. Кои се следните надпревари? Следните големи и важни надпревари се шведското првенство во мај, па Европскиот куп во Белгија во јуни и потоа следува светското првенство во Абу Даби во август. Мојата цел секако е да победам во World Games, кои се исто како Олимписките игри, пошто џиу-џицу не е олимписки спорт. Но исто важно ми е тој ден кога ќе ја завршам мојата спортска кариера, да чувствувам дека сум направила се што е во моја мок за да станам најдобрата верзија од себе. Оливија, тебе, а и на сите други македонски спортисти, ви посекуваме уште многу медали и каде и да сте. Не заборавајте, Македонија секогаш ќе навива за вас.